Причината за смртта на 8 млади луѓе на новогодишната ноќ во близина на посушје е труење со јаглерод моноксид, покажаа лабораториските анализи. Утврдено е дека кај сите 8 лица дошло до интоксикација со јаглерод моноксид со утврдена концентрација во крвта што е смртоносна и резултат на анализата на нивната крв, изјавиле за порталот Радио Сараево од босанското обвинителство. Во викендичката во босанско посушје имало уште едно момче кое избегна трагедијата. Момчето на иста возраст како и другите ја напуштило новогодишната прослава неколку часа по полноќ, бидејќи рано наутро морало да оди на работа. Најголемиот број постоечки епидемиолошки мерки што се на сила во Словенија ќе продолжат до 22 јануари, соопшти владата на Словенија. Единствена измена е продолжување на формалната состојба на епидемијата во земјите за наредните 2 месеци. Поголемиот дел на деловни објекти остануваат затворени. Исто така се уште на сила е забраната за напуштање на општинските и регионалните граници, како и полицискиот час. Премиерката на Србија Ана Брнабиќ денеска ја прими и втората доза од вакцината на Pfizer против коронавирусот. Брнабиќ се ревакцинирала на Институтот за вирусологија Торлак во Белград, каде на 24 декември минатата година ја прими и првата доза од вакцината на Pfizer против вирусот корона.